Здраво на сите, голем поздрав од мене и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска се јавам на кратко и сакам да зборувам за сонцето и месечината во астрологијата. Кој друг поглед постои освен сонцето дека представува свеста, нашата свест, а месечината ги представува нашите емоции. Од друг поглед, значи дека сонцето го представува исто нашиот татко, како ние него сме го доживеале додека сме биле дете. И месечината секако ќе ја представува тогаш нашата мајка, како ние нашата мајка сме ја доживеале додека сме биле дете. Сега тоа ќе биде многу нешто интересно, ако сакате да останете до крај. Баш ме радува, слушнете го ова видео до крај, ќе биде многу интересно. И ова видео е посебно специјално за сите родители и секако и за нивните деца. Значи, како што кажав, ако кажеме дека сонцето го представува нашиот татко, тогаш месечината ќе биде нашата мајка. И тоа сигурно во астрологијата може да видиме какви биле вашите родители. Па и тоа дури како вие сте имале, каков контакт имате вие со вашите родители. Сега, што е тука важно да се каже? Па родителите секогаш секако мислат најдобро за своите деца. Да. Тоа се знае и тоа е уствари сепак све нормално. Меѓутоа има ситуации каде што родителите тоа више доаѓаат до тој звери, до тој степен да тоа они го забораваат, стануваат жртва за своите деца. Па тоа е сигурно многу познато и во нашите балкански земји, тоа е стварно многу популарно, да кажам. Ете, тоа е популарно да бидеш жртва на твоето дете. Па тоа било така и така си се шири тоа. Значи, што значи тоа така се шири? Па сега децата тоа го превзимат. Значи, децата, ајде да речеме ние, јас сум детето и го превзимам, ги зимам сите особини, сите карактеристики од својот татко или од мајка. Тоа се више вонатре во нашите гени. И се некогаш кога ние како деца, како возрастни деца, ќе се освестиме, кога тоа ние ќе го освестиме во некои ситуации, некое поле од нашето, дали е приватно или на работно место или со пријателите. И ако приметите нешто тука не е во ред, нешто има тука што не е нешто во ред, а знаете што е тоа, не знаете што е. Таа генетика. Генетиката која што сме ја превземале од своите родители. Таа е више толку длабоко влезена во нашите коски. И дали ќе може да го извадиме тоа? Сигурно ќе има некои што се така освестени и ќе речат не можам више, нешто не е во ред. Има неколку две клиентки имам што ме прашува како може да излезам од оваа ситуација, како може, не сакам да бидам како моите родители. Така беше една ситуација која една клиенткиња мене тоа исто ми го кажа, не сакам да бидам како моите родители, ете они како што живеат, ете они какви што се, ја не сакам таква да бидам. Секогаш имам некои препреки во животот, некои работи не ми одат така како што јас сакам, а уствари све имам за да иде тоа понатаму да биде супер, ама ете некако не иде. И што да правиме сега во овој случај? Дали знаете вие? Па значи што имаме тука? Каде е уствари проблемот? Не е тоа проблем. Тоа е тие карактеристики, таа генетика што сме ја превзеле од своите родители. Значи, во астрологијата можеш да видиш каде ми е сонцето, каде ми е месечината и преку тоа може да ги анализираме вашите родители.
Значи какви биле, какви сте ги доживеале. Сега све вие тие нивни карактеристики ги привземате во вас, во вашата генетика. Апсолутно, вие сте исти како вашите родители. Ете, тоа е тоа поентата. Едноставно речено, една реченица. Ние децата сме исти, значи исти, што значи стварно комплетно. Исти како своите родители. Па како кој друг да бидеме? Сигурно како своите родители. И после тоа ние ќе кажем, епа, ова не ми се свиѓа, еве, сега ги критизираме нашите родители, зашто они се такви, па зашто ја да бидам иста таква. Ете, они не успеале нешто во животот и ја нешто у таа иста смисла и ја тоа некако не можам да го успеам. Тука е тоа. Ете, тоа е тоа поентата. Значи, ако више сте дошле до тој степен, тоа да го сватите дека е тоа така, дека вие сте во ствари да го признаете тоа, да, јас сум иста или ист како моите родители. Сите мои карактеристики ги имам во моето тело, во мојот ум. Јас сум исто како мојот родител. Сега, како ја да излезам од тоа? Сега е тоа другото нешто. Идеме понатаму, како ја да излезам од тоа нешто што не ми одговара више. Јас сум веќе освестена, јас сум вика сосема друга личност. Јас сум освестена и мене ми е доста јасно, ја ги прифаќам своите родители, такви какви што се, и ги респектирам. И, најважниот збор е сега, и опростувам. Им опростувам на моите родители. Дали они мене како дете добро ме растеле или све ми дале што би било потребно, тоа е сега више поминато. Поминато, ајде да научиме да им опростиме. Само тогаш кога ќе можеме тоа да го успееме, не само да го кажеме како збор, да го изговориме, него и да го мислиме, да ги внесеме тие зборови во нашето тело и да ги осетиме. Тогаш се отпушта телото. Значи, тогаш сте во стање, во можност нешто да испуштите од вашето тело, што више вие тоа не го сакате, што се вика таа карма, што сте ја зеле од вашите родители. Таа е тука, ако значи нешто не ви иде во животот. Тоа може да се види астролошки во хороскопот. И тоа се сигурно теми, кармички теми од вашите родители, што се внесени во вас, во вашата генетика. Значи, што имаме тука, што е поентата? Опростете им на вашите родители. Дали не можеле да ви донесат доста време со вас да помине, додека сте биле дете? Дали не имале доволно финансиски услови, нешто за вас да направат? Или не знам кои други работи. Па можда и вашите родители веќе многу млади помина и не сте ги доживеале, така сте можеле сами сте морале да живеете. Па има разни случаеви. Знам многу дека таа тема е баш не е така најомилена, али ве молам, ако се интересира тоа, е стварно нешто каде што ќе можете вие стварните, за да дојдеме сега до нашето сонце, до нашето правилно ја. Зашто сте вие родени? Зашто сте вие дојдени во овој свет? Секој од нас има своја улога во овој универзум, да речам. И сега за да можеме тука во астрологијата да ја најдеме својата, да ја најдеме вашата правилна улога во универзумот. Зашто сте родени? Па сигурно не сте родени да го живеете тоа понатаму како што вашите родители живееле. Него вие сте родени да го живеете вашето правилно ја.
Ете, тоа е поентата. Вашето правилно стварно ја да се живее. Што значи тоа? Да бидеш искрена према тебе. И тоа све што осеќаш дека не е више твое. Што ти е генетички тоа све што ти е во твоето тело, што осеќаш дека тоа више не е мое. Јас сум веќе така освестена. Тоа више не е мое, ја не го прифаќам. Може тоа да си оди, отпушти го веќе. Отпушти го. И така се повеќе и повеќе доаѓаш до повисокото ниво на свеста. Така да можеш тогаш, твоето сонце, зависи каде се наоѓа во кој знак, можеш тоа да го живееш. Тогаш ќе бидеш правилната особа. Таа особа за што си родена. Ќе ги живееш твоите таленти. Не тоа другото што некој ти кажал, ете ти треба сега да бидеш мојата мајка е лекарка и сега мораш ти понатаму да идеш. Твојот татко не знам што и сега мораш и ти истото тоа да го живееш. Не знам дали е тоа нешто смешно, али ја тоа баш не го прифаќам до некој степен да, окей, али понатаму више не. Затоа што треба да се прашате, па ја што ќе живеам, што е моето, дали е тоа моето, све ја што го презем од своите родители, по 100% тоа е, истото го живееш. Дали тебе тоа те прави среќна, дали тоа е стварната ти личност, или правиш копија на твоите родители. Ето тоа е поентата, копија, не биди копија на твоите родители. Тоа ти што ги имаш тие карактеристики, сигурно. Тие се тука. Али се работи за твоето право ја. Тие твоите таленти да ги живееш, твоите потенцијали да ги живееш, затоа што си родена. Ето тоа сонцето што значи дека е не само вашата свест, него и вашиот татко. И како што реков за месечината, тоа е вашата мајка, како сте ги доживееле овие родители додека сте биле дете. Сега, имаме една друга интересна работа, на крај само да кажам, сега родителите кои ќе приметат дека детето, сега имаме друга проблематика се јавува. Кога родителите ќе приметат дека детето нешто, што му стана на детево? Па доста 30-40 години све исто беше, све беше во ред, а сега нешто се измени. Што му стана на детево? Више не е тоа, не прави виште ја што му ќе му кажеме, нешто све друго прави. И што е тоа? Значи, сте успеале нешто. Значи сега и родителите доаѓаат на едно високо ниво на свест, ако више они тоа го приметуваат. Само не треба да се љутат на тоа. Тоа е поентата, драги родители, немојте да се љутите. Ако приметувате дека вашето дете се променува, дека веќе не ги прифаќа вашите услови на живот, дека сака да живее самостално, сака да се развие, да си развие својата свет, да си го живее својот живот на свој начин, а не на тоа како што вие сте живееле и дури па вашите родители. Значи, што е важно за родителите? На родителите ви давам совет да ги пуштите децата, да ги се ослободите од тоа, од таа контролата што сакате да имате доста. Знам дека нашите балканци уживаат нашите деца да ги држат под контрола. Каде иде, што прави, исто со 40, со 50 години, истиот случај. Па ве молам, дали е тоа малце... Добро, се може да му кажем, ајде да речеме дека е нормално кај нас. Ама верувајте ми, до друг степен и тоа више не е нормално. Затоа се вика секогаш на прво место стави се ти сам, а после другите. Тоа не значи дека ја не ги сакам своите деца. Сигурно дека тоа не значи. Значи дека јас секогаш ја или ти на прво место, а после моите деца, сопругот, пријателите и понатаму. Секогаш на прво место. И тогаш ќе бидете една сопствена, целосна личност.
Ете се надевам дека ви дадов една мала слика и малце друго објаснување за сонцето и месечината, која улога ја имаат во астрологијата, освен за што значат дека е свеста и вашите емоции, тоа објаснува исто како сте ги доживеале вашите родители додека сте биле дете. Ете, драги пријатели на астрологијата, толку беше во моментот за мене и јас се јавувам пак. Ако не сте го абонирале мојот канал, абонирајте го мојот канал и делите го и па се гледаме скоро, најскоро за други теми. Се надевам дека ќе биде скоро направено видеото за водолијата. Среќни денови, до скоро. Чао!